Алија радијаллаху анху ќе каже една паметна реч. Алија бил еден од најучени асхаби. Дури Омер радијаллаху анху велел ќе ни се спушти казна од небо ако не е меѓу нас Алија. Зошто? Кога нешто имавме спор, некоја проблематика, некое прашање, ние се обрашаваме кај Алија да ни каже. Не по страсти, не по чеив, не за инат. Алија, ти знаеш, бујрум кажи ни. Алија бил еден од најучени асхаби и овој Алија радијаллаху анху вели едно општество ќе пропадне ако се расипат 4 категории на луѓе во него. Значи едно општество, една заедница, како ние што сме заедница или држава, или град, или село, ќе пропадне ако се расипат 4 категории на луѓе. Прво, ако се расипат владарите, лидерите, градоначалници, директорите, управителите кои управуваат со народ, кои носат некоја водечка функција, кои управуваат со народ. Ако од главата се расипе, тогаш и луѓето ќе се расипат. И затоа одговорноста е голема. Ако порано арамијата бираше која куќа ќе краде, денеска народ кој е подмитен бира кој ќе го краде. Затоа одговорност е голема. Ако се расипат лидерите, владарите. Второ, ако се расипат учените луѓе. Замисли учен човек, доктор, оџа, професор, инженер, мајстор, архитект, лекар, било кој. Ако тој се расипе, ти знаеш дека во наука како да го уништиме едно општество. Како да го уништиме едно општество? Дека на докторите ќе им даме фалс дипломи, па тие ќе лекуваат, пола ќе ги умираат. На архитектите ќе им дадеме лажна диплома, па тие ќе прават куќи, па тие кои ќе доде мал земјотрес, тие ќе паднат. Учителите ќе им дадеме лажни дипломи, па тие пола ќе го учат, народот пола ќе го однесат во заблуда и така натаму. Учените луѓе, директно едно општество. Ако владарите, учените луѓе се исправни, исправно ќе биде. Трето, вика, ако се расипат побожниците, во секоја гранка во животот фала да луѓе. И се познават кои се луѓе од џамија, ми знаеме кои се луѓе од џамија. Кои се луѓе од бинго, фала и знаеме кои се луѓе од бинго. Кои се луѓе од политика, знаеме кои се луѓе од политика. Се денеска се знае, не нешто скришно. Меѓутоа, овие што се од џамија, кои треба да бидат пример и да бидат светлина во општество, ако тие наместо да зрачат со иман, со добрина, тие зрачат со лошотилук, со намчерлук, со вртење грб еден на друг, тоа знае дека општеството се расипите. И четврто, ако се расипат трговците. Трговци значи секоја група на луѓе која врши некоја дејност, било фасадери, било плочкари, било трговци на мало, на големо, ако овие 4 категории се расипат, тогаш знае дека тука нема хајр, тука не постои закон, систем, вредност и така натаму.